Вработените во компаниите за игри на среќа протестираа пред собранието. Нивните здруженија повеќе пати организираат протести против предлог законот за коцкање и спортско обложување. Велат дека ако се усвои новиот закон ќе биде оштетен економски сектор со повеќе од 10.000 вработени, кој според представниците на АПИС и АСОМ е најголем приватен работодавач во државата и од кој зависат над 350 милиони евра годишни буџетски приходи. Вака подготвен закон на среден рок ќе направи хаос во општеството, кој тешко ќе може да се спречи. Затоа сметаме дека е неопходно во законодавниот дом да ги соочиме аргументите и најважно се јавноста да добие точна представа за тоа каква штета ќе предизвика усвојувањето на овој предлог закон. Овие две здруженија поднесоа официјално барање до собранието за организирање јавна дебата за предлог законот за игрите на среќа. Во согласно со член 129 став 2 од деловникот, тие доставија барање до претседателката, претседателот на собранието, членовите на Комисијата за финансирање и буџет и координаторите на сите пратенички групи. Долг период игрите на среќа се цел на негативна кампања во која се нафрлаат разни клевети. Легалните објекти не се закана за младината. Закана за младината е популизмот кој затварајќи го овој економски сектор ќе ги направи младите лесен таргет за незаконски играчници кои ќе се организираат и одвиваат во подруми, а државата ќе нема никаква контрола. Со протестот тие се спротивставуваат на предлог законот кој предвидува оддалеченост од 500 метри на казина, обложувалници и други форми на коцкање од основни и средни училишта и верски објекти. Од друга страна, антикоцарските организации бараат објектите целосно да се дислоцираат надвор од градовите, на периферијата како во некои други земји и да бидат интегрирани само во хотелски објекти.